На зидот позади мене има два графита: слобода и шудромање. Слобода сите знаеме што значи, но шудромање ретко некој кој што знае кое му е значењето. Шудромање на ромски значи ладно ми е. Односно, позади мене се покажува всушност животот на ромите: слобода и ладно ми е. Обично на ромите се подсетуваат само за меѓународниот ден на ромите 8 април. Останатите денови тие се невидливи, односно никој не знае кои се потребите на ромите, како што не го знаат значењето на зборот шудромање. Добар ден на панел дискусијата на Цивил, насловена на балот за човековите права на ромите. Денеска со мене на ова панел дискусија се заменик народен правобранител Васка Бајрамовска Мустафа, Елвис Мемети, советник за инклузија на ромите во владата на Република Северна Македонија, Мадера Камбери, представничка на Министерството за труд и социјална политика, Ефик Махмуд, граѓански активист, и Рамуш Муарен Цирко, новинар. Пред се ви благодарам што прифатите да учествувате на оваа панел дискусија, која што е организирана по повод 8 април, денот на меѓународни ден на ромите, но ние решивме да го направиме 6 април, затоа што сметаме дека секој ден е добар ден за обележување на нечии права, во случајот на ромите, тоа не мора да значи дека мора 8, еве и на 6 можеме да зборуваме за правата на ромите. Јас би започнал денес со најстарија и Џабир Дералов, кој што вчера во најавата него пишавме дека ќе учествува, но денеска ќе биде и он со нас, кој што ќе даде своје мислење во врска со човековите права, односно правата на ромите. Би започнал со госпоѓата Васка Бајрамовска. Како представник на народниот правобранител, веројатно има поголем број на представки кои што се однесуваат на некоја дискриминација, кршење на човековите права. Каква е состојбата на човековите права? Ние немаме посебен омбудсман за ромите, меѓутоа имаме посебна област која што меѓу другото ги таргетира и проблемите на ромите во областа на заштита од недискриминација и следење на принципот на соодветна и правична застапеност. Гледано, прикажано преку области, би рекла дека и натаму останува незадоволството на ромите од грижата која што државата им обезбедува како корисници на права од социјална заштита и социјална сигурност, понатаму остварувањето на правата на ромите во областа на здравствената заштита, проблемите што ги имаат во така наречените полициски овластувања при остварување на определени права или при барање на остварување на право на државјанство, добивање на извод од матична книга на родени, кој што кај народниот правобранител се следат од аспект на така наречени граѓански состојби, а не помалку важни се и останатите повреди, меѓу кои и во делот на недискриминација. Како владата, дали има стратегија им спомна вработување, спомна вдомување, образовен процес поради X причини, некој поради немање на електронски уреди, некој ради немање електрична енергија во некои домаќинства. Како државата се справува со овие проблеми? Ние овие 10 години или овој цел временски период успеавме да создадеме, јас така да кажам, една средна класа на категорија на граѓани кои што не се доволно на број, меѓутоа ги има и најчесто институциите работеа со оној тип на граѓани кои што е најлесно можно да се работи. Оние најранливите во рамките на самата заедница остана и понатаму во маргините, остана во малата и тука она теренска работа, оној теренски контакт, она теренско еманципирање. Таму создадовме долго време навика да луѓето и една жалба не може да поднесат ако некој не ги
не ги застапува, ако некоја невладина не излезе во пресвет или ако некој активист не го направи тоа. И тоа е краткиот елаборат кој што произлегува како наследство од целиот овој временски период. Ние успеавме да создадеме една класа на образовани луѓе, на класа која што може да ја превземе, тоест една категорија на луѓе кои што може да ја превземе одговорноста и да зборува нешто повеќе и да прави повеќе за својата заедница. Моето прашање е дали има правична застапеност? Највисок правен акт од државата, тоа е Уставот на Република Северна Македонија, во рамки на кој што правичната и соодветната застапеност е загарантирана. Значи не е предмет на индивидуален избор за било кој да дојде на власт и да ја употреби истата политичка или нормативна моќ за да ја регулира политичката сцена, туку може и мора да има правична и соодветна застапеност. И сега кога говориме за правична и соодветна застапеност, убаво би било да направиме разлика помеѓу тоа што е правична, а што е соодветна застапеност. Да, може би имаме делумна соодветна застапеност во органите на власта, но немаме правична застапеност во органите на власта. Имено, како што знаете, ние поднесовме барање до сите министерства кои што фигурираат во рамки на владата на Република Северна Македонија. Баравме да видиме колку роми има застапени и да ја регулираме таа некоја правична и соодветна застапеност, односно да имаме индикации за истата. Ќе се обидам јас да ги дадам одговорите што Министерството за труд и социјална политика работи во изминатиот период. Најпрвен би почнала со предучилишното образование, бидејќи предучилишното образование во рамките на Министерството за труд и социјална политика. Овој проект го имплементираме од 2006 година во соработка со Ромскиот едукативен фонд и единиците на локална самоуправа. И годишно од прилика вклучуваме околу 400 деца, роми, бесплатно 2 години пред почетокот на основното образование. Поради ковидот, малку минатата година одеше потешко поради пандемијата и протоколите што владата ги усвои за прием на децата во предучилишно образование. Меѓутоа, годинава во учебната 2020-2021 година во детските градинки се запишани 29.660 деца вкупно од 0 до 6 години, од нив 347 деца се роми, а 89 деца се вклучени преку проектот. Од 2019 година со препорака на владата на Република Северна Македонија до општините, родителите на децата се ослободени од плаќање за престојот на нивните деца. Исто така и Ромскиот едукативен фонд не плаќа за престојот на децата во детските градинки, туку престојот е платен од блок дотациите што ги добиваат општините од Министерството за труд и социјална политика и се имплементира во 21 градинка и секогаш настојуваме да се зголемува секоја година бројот на градовите каде што се имплементира овој проект. Да му дадеме збор на Џабир. Тоа што го гледаме ние веќе со децении, еве ќе зборувам за последните 30 години, гледаме структурна дискриминација на ромите, гледаме стигматизација општо прифатена од практично сите заедници кои живеат во нашата земја, гледаме насилство кое е и структурно, меѓутоа и насилство кое е проширено во соседствата, во заедниците и така натаму. Ова е една ситуација во која и на глобални нивоа гледаме широко распространета идеологија за расната доминација, за расната супериорност во однос на ромите. И тоа е уверување кое е проширено меѓу огромен број луѓе, како во светот, така и во нашата земја, во нашето општество, знаете, можете да припаѓате на било која заедница, меѓутоа знаете дека сте барем малку повредни од ромите. Тоа е уверување, тоа е идеологија, тоа е чувство на супериорност во однос на ромската
заедница, колку и да се заедниците мали или дискриминирани од некои поголеми во одредени околности, дали на општинско ниво, дали на државно и така натаму. Ние наследивме состојби од еден 11 годишен режим во кој дискриминацијата беше државен систем. Тоа на по сите хоризонтали и вертикали беше воспоставено како принцип, како нешто кое го живеевме секој ден. Од тоа не можеме многу лесно да се извлечеме и не можеме ни оддалеку, ама баш ни оддалеку, да се надеваме дека било каква владина стратегија или владени мерки, владини практики, колку и да се тие добри, дека тие можат да придонесат кон надминување на таа состојба. Зошто? Заради тоа што мора да се менува општеството, мора да се менува јавната свест, мора да се менуваат животните навики во кои длабоко вкоренета, уште еднаш ќе кажам, е идеологијата на расната супериорност во однос на ромите. Во Скопје извици дискриминации се соочуваш. Веќе јас забележувам со години наназад еден интересен момент, да речеме, ако треба да биде активен тој ромски политички блок, кој треба да ги брани правата на ромите, интересите на ромите и ромската заедница од секаков аспект, социјален, економски, културен или ваков аспект, образовен, тие полека едноставно мимикрија или можам да кажам се претопуваат во неромски политички партии. Во неромски политички партии, значи представници на ромска заедница, но се инволвираат за да се устоличат, за да земат функција, за да земат, ете да кажеме, некој личен бенефит или бенефит на некоја, ајде, нивно најблиско обкружување, се местат во поголемите политички партии, неромски, за да можат прво да си го видат својот интерес. И чим се наместиш ти така, јасно е колку можеш ти да го браниш интересот на твојата заедница. Во смисол, колку можеш да ги браниш интересите на ромската заедница, кога ти си кадар на таа и друга неромска партија, да речеме, не знам, ВМРО, ДУИ, СДСМ, без разлика, кога си ти нивни кадар, да, ти си представник на ромската заедница, но во секој случај, колку ја имаш ти предноста дека ќе можеш да ги браниш најотворено ромските интереси или интересите на ромската заедница. Од тој аспект. Кратки ќе бидат пораките кои што би сакале да ги слушнеме од нашите панелисти по повод Денот на ромите. Која порака би сакале да испратите? Искрено, мене воопшто не ми пречи мислењето за инфериорно или помала вредност на ромот од некој кој што не е ром. Можам многу лесно да се изборам со таквото мислење. Ова е моје лично мислење, моја лична перцепција. Мислам дека не се разбравме баш најсоодветно. Јас зборував за политичкото, во контекст на политичката борба, настојувајќи на тоа дека во политичката борба никој не го отстапува своето место за некого за џабе, алудирајќи при тоа на пораката дека контекстот во кој што зборуваме е контекст на тоа дека ние имаме способни кадри, можеме да се организираме на подобар начин и можеме да ја земеме одговорноста во нашите раце. На тоа алудирав. Во однос на пропорционалната застапеност, апсолутно да е принцип кој што останува од Охридскиот рамковен договор. Мислам, Ромарите кој имаше изворени факти во однос на пропорционалната застапеност и тука немаме разлики во однос на во дискусиите, онака како што беше потенцирано, а во однос на пораката сакам да кажам дека нас на 8 април или за нас мислам дека е битно на 8 април повторно да ја потенцираме храброста, да потврдиме дека припажаме на група која што е подеднако вредна за останатите мнозинства и при тоа таа вредност не ја детерминира другите, него ние ја дефинираме, затоа што ние кажуваме кои сме од сите тие три столба кои што се битни, а тоа е заедница,
доверба и вредност, имаме достојна заедница која што е лојална, која што живее на овие простори. Градиме доверба и понатаму се враќаме повторно во текот на сите овие придонеси кон нашите луѓе, па дури и во овие времења, секој од својот аспект, од својата бранша на делување. Имаме способни кадри имавме способни кадри кои што се инсталирани во органите на власта, немаше да имаме недостаток на политички соодветна застапеност. Тоа е и текако добар индикатор дека истите не си ја работат својата работа. Може би се способни за да служат како мегафони на власта без разлика кој ќе дојде на власт и да се шлепат со истите. Или сме способни, не знам, да правиме селфиња пред мостови со бездомници или да идеме по екскурзии по ромските махали. Тоа е во однос на делот со мала интервенција за тоа што беше спомнат. Во делот со генералните наши пораки, Џабир начина многу добар сегмент кој што сметам дека треба да биде инкорпориран во нашата социализација во однос на супериорност и инфериорност, нешто исто така во тој правец Васка даде многу добри поенти во однос на истото. Сметам дека етничките димензии на нашиот идентитет не ја детерминираат нашата компетентност. Со други зборови, не треба да бидеме само во позиции од кои што ќе работиме само на ромски права. Имаме компетентни професионалци кои што може да работат за мејнстрим прашања во однос на било што побрзано, не само за нас како етничка група, туку и за државата како колективна цел на сите нас. Да ни порасне свеста, малку да направиме еволуција. Еволуција, подарек од револуција, или едноставно еволуција на нашите сваќања што значи да си горд, што значи да си ром, што значи да си припадник на оваа заедница, да не се срамиме, да не се плашиме, да сме горди секогаш, но прво да еволуираме, да одбереме она што треба да се одбере, да не преставува, да бидеме горди и да не потпаѓаме под некаков притисок. И затоа ова е мојата порака, значи за целата ромска нација, повеќе да еволуираме него да револуционираме. Во смисол, затоа што тоа само ќе ни донесе прогрес, ќе ни донесе и напредок. Бутев Бешенге, од 2 април, од 9 романо идентитети. Битно е да се вработуваат роми, меѓутоа на раководни функции, за да можат да допринесат во рамките на своите можности и ингеренции што ги имаат во Министерството за подобра инклузија на ромите во сите сфери, не зборувам само во делот на вработувањето. Исто така сакам да кажам дека колку ќе се акцентира проблемот на ромите во јавноста, во јавниот живот, во политичкиот, зависи од нас сите. Не зависи само од поединци, од сите нас зависи. Колку ние ќе го акцентираме проблемот на ромите во општеството, колку ќе алармираме дека треба нешто да се смени во ова општество. Инфериорна не се чувствувам и препорачувам на сите роми да не се чувствуваат инфериорни. Треба да сме горди што сме роми и секогаш тоа да го потенцираме. Човековите права и слободи им припаѓаат на сите подеднакво. Тоа е после Втората светска војна утврден факт, тоа е темел на меѓународното модерно право воопшто. И имате ситуација во која морате тоа да го запомните и дека не можете на една заедница да ја дадете повеќе права, а на друга да издадете малку помалку права, заради тоа што ви се допаѓа или не ви се допаѓа тоа како изгледа, какви животни или културни или идентитетски обележја има. Човековите права и слободи, исто така, ова е втората порака, се нудат, се даваат и се ставаат на тацна само тогаш кога зад нив стои некој што сака да оствари некои други бенефиции. Човековите права и слободи се бараат и се земаат и се чуваат и се бранат. И третата порака е тоа дека се додека се бориме секој за своите човекови права на индивидуални или колективни нивоа, било како, во било која сфера, не мора да биде само етничката, се разбира, не само етничката, се до тогаш
политичките и другите центри на моќта ќе можат да профитираат врз грбот на оние што ги бараат правата само за себе. Заради тоа солидарноста е основен принцип во борбата за човекови права и слободи. И јас ги повикувам сите што ќе го видат ова, да ги запомнат овие три работи, особено принципот на солидарност, а се разбира и да запомнат дека без оглед на тоа колку тие мислат дека можат да даваат човекови права, тие веќе им припаѓаат на луѓето. За правата на ромите не треба да се зборува само еден ден во годината. Борбата за правична застапеност, еднаквост, дискриминација е секојдневна борба.